квалификациите за континенталниот шампионат, да ги подобри резултатите и впечатокот и конечно да покаже дека оваа генерација која е од јуниорска прераснува во сениорска има талент и за неа треба да се грижиме и дека во иднина еден ден резултатите ќе дојдат. Македонија пред само 2 дена загуби во Марибор од Словенија со 18 разлика. Делува малку повеќе исплашено нашите млади ракометарки против искусната селекција на Словенија, која со таа победа се надева дека може да ја нападне втората позиција во групата во која лидер е Хрватска, откако славеше во претходното коло против Црнагора и да отиде на Европското првенство по една подолга пауза од дури 6 години. Но нашата репрезентација сега ќе игра за подобар впечаток, за посериозен отпор. Никој не очекува чудо од нашата селекција, затоа што словенките се далеку поискусни и повозрасни и се изразите фаворитки и на овој надпревар. Но многу е важно нашите ракометарки да одиграат поквалитетно, похрабро, поагресивно и да се спротивстават на посериозен начин против словенките, без разлика каков ќе биде конечниот резултат. Сега химните на двете земји. Уште пред почетокот на мечот се гледа желбата кај нашите млади ракометарки да го подобрат впечатокот од поразот во Марибор. Нашата репрезентација е во една црна серија од 16 порази едно по друго од последниот квалификацијски пред големото надпреварување Србија 2012 година, кога тука во Кале падна Турција. Ево составот на нашата репрезентација практично има само една замена на местото на голманката Наташа Антич, сега е 18 годишната Нина Ладева, значи со 3 голманки нашата репрезентација со Петковска, Серафимовска и Ладева. Денис Болич и Кристоф Хурич од Австрија ќе го водат овој надпревар. Саздовска и Митова на позицијата лево крило, десно Ристовска и Нолевска, Пекови десни Белеска и Георгиевска, на кружни напајачи Гакидо и Николич, леви бекови Керамачиева и Јовановски и организатори на играта Стојановска, Величковска и Ливринич. Иста и составот на репрезентацијата на Словенија, буквално оној што играше против Македонија, со тоа што словенките имаат 15 ракометарки, Урош Брегар не се реши ништо да мени, вели дека за разлика од оној надпревар од пред 2-3 дена, овој го очекува поинаков неговиот состав. Отпор од нашата репрезентација велеше дека во Кале е поинаку да се игра, но тоа бе некои други времиња. Во Кале вечерва околу 300 гледачи ќе се обидат да им помогнат на нашите млади ракометарки. Колку се млади потврдува фактот дека оваа е генерација која што играше на јуниорското европско првенство, предводена токму од сегашниот селектор Симе Симовски, и во просек возрастната граница е 21 година, има 7 тинеџерки и 9 со нешто над 20 години. Највозрастна е Георгиевска со 25 години. За разлика од селекцијата на Словенија, која
во просек е возрастна по 27 години и има само една тинеџерка и тоа е централниот бек Тјаша Станко. Со оглед на тоа дека словенечката лига е многу поквалитетна од македонската и тука се базира фаворитската улога на словенките. Имаат и ракометарки кои играат во странство, 7, 11 со домашното првенство, 6 од Крим, што значи толку се со искуство оваа сезона во Лигата на шампионите, со тоа што Крим испадна по првата фаза со 6 порази во исто толку мечеви, но стигна до полуфиналето на ЕХФ купот против Лада Толјати. Значи тука и Лазович, тука и Мавсар, Петриња. Во нападот на репрезентацијата на Словенија, заедно со Јеричек, со Ирман и со Черењак на позицијата кружен нападач. Лазович е го првиот обид и водство на гостинските ракометарки со погодакот на Јеричек. Во првиот натпревар исто така играше, но не се запиша ниту еднаш во листата на стрелците. За него е само втор погодок во овие квалификации во кои Словенија загуби од Хрватска и од Црна Гора. Потесен беше поразот, само 2 гола разлика против црногорските ракометарки на домашен терен. Им ја компликува можеби ситуацијата тоа што Хрватска е сода Црна Гора, ако очекува можеби црногорките да бидат први, а тие со Хрватска помеѓу семите дојде да решаваат кој ќе биде на второто место. Одлична акција на нашата репрезентација и прв погодок на Јована Саздовска во првиот натпревар постигна 3. Ова е незин 10 во квалификациите. Во овој натпревар ќе биде многу важно најискусните, најквалитетните Ристовска и Ѓоргиевска да го понесат товарот. Ѓоргиевска во Марибор не постигна ниту еден гол, Сара Ристовска само еден, значи од нив се очекува вистинска партија. Ако забележувате, мислам дека за разлика од дуелот во Словенија се гледа некако во движењето, во говорот на телото, во односот, во пристапот на почетокот на мечот, многу по конкретно и поголема желба кај нашите ракометарки. Нормално, Словенија е апсолутен фаворит, но важно е нашата репрезентација да одигра што поквалитетно. На голот на нашата селекција е Серафимовска. Одлично во одбраната нашата репрезентација. Меѓутоа двојно ја водеше оваа топка Саздовска. Се лути словеничкиот тренер Урош Брегар, токму на Лазович, на коментарката на Вардар, затоа што не покажала што се игра во нападот на Словенија. Одличен соло продар и втор гол на Јеричек. И 2 минути исклучување за Ѓоргиевска. Интересно, дозволија да биде постигнат гол. Обично при ваквите прекршоци на почетокот на мечевите судиите се решаваат најмногу за жолт картон. Овој пат исклучување за Ѓоргиевска. Керамичија, Саздовска, Ливринич. Керамичија беше најефикасна во нашата репрезентација во првиот натпревар, постигна 5 гола од тешка позиција. Тоа е практично само подарок за Маринчек, нејзина прва интервенција. Во брза транзиција се словенките, меѓутоа лошо додавање на Јеричек за Крхликар. И нема потреба нашите ракометарки да брзаат. Обичаено, Ристовска е на позицијата десно крило. Стартуваме со Гакидова и ќе играме со кружен напаѓач без разлика што е исклучена Ѓоргиевска. И непотребно сега Керамичиева, подарок за Петриња. Разбирливо го користи тоа и им носи водство на словенките 3:1. Нема потреба, треба техничките грешки да се сведат до минимум, да се биде трпелив во нападот. Реков дека никој не очекува чудо, сензација од нашите ракометарки, но борбено желба тоа секако. Ристовска, Керамичиева, Ливринич,
Беше турната и ова судиите од Австрија требаше да го санкционираат. Уште 25 секунди, словенките ќе бидат со ракометарка повеќе. Мавсар. Само остативата, ќе следиме нормално и Неза, затоа со следната сезона ќе биде ракометарка на Вардар. Многу брзо нашата репрезентација ќе биде комплетна. Ево и практично вториот напад да бидеме комплетни заедно со Ѓоргиевска. Превисоко додавање, две технички грешки на Керемачиева во додавањата со Ливринич. Само еден напад игравме до крај, тој го реализиравме. Лазович во првиот надпревар играше само во првото полувреме. Не промаши, 6 гола, беше најефикасен на мечот. Во второто словеничкиот селектор ја штедеше. Крхлика. Јеричек. Нашите играат одбрана 6-0 у повторна акција за Мавсар, но промашува крај голот на Серафимовска. Потреба да се брза. Нашите ракометарки прават една замена. Сега две, затоа што ќе биде повлечена и Керамичиева. Во игра ќе влезе Стојановска, со оглед на тоа дека сега Ливринич ќе оди на позицијата лев бек. Гакидова игра само во нападот. Одлично преку крило, прв погодок на Сара Ристовска. Втор му дојде против Словенија. 13 во квалификациите. Таа е наша најефикасна ракометарка. Јовановски игра во фазата на одбрана на место на Гакидова и практично тоа е единствената замена што ја прави нашиот селектор Симе Симовски. Остана простор низ средината на теренот, разигра на Јеричек. 3 гола, до дуелите со Македонија имаше само еден. 4-2 водство на Словенија. Осум ракометарки од Металург, 7 од Вардар Јуниор. Ристовска од првиот тим на Вардар. Две што играат во странство, меѓу нив Гакидова и кој игра во Чешка и Ѓоргиевска во Унгарија. Тоа е составот на нашата репрезентација. Ѓоргиевска, Ливринич, Стојановска може да шутира од оваа позиција од поттешка, но прецизно. Прв погодок на Ливринич. Втор вкупно во овие квалификации. Гледате кога успеваме да го завршиме со шут нападот, тогаш Македонија погодила и да не бе оние технички 3 грешки, можеби нашата репрезентација ќе имаше минимална предност. Петриња. Лазович. Крхликар. Јеричек. Повторно сама, брза, подвижна, можеби кога таа ќе тргне во продорот да се повлече нашата одбрана погусто на линијата од 6, вака кога ќе се излезе на неа, таа лесно реализира 5:3. Од 5 гола 4 за словенечката репрезентација постигна Јеричек. И словенките 6-0 во одбрана, со тоа што на централната позиција само во дефанзива игра со 77 Шон. Имаме 0 Петриња. Стојановска. Гакидова. Жолт картон ќе биде за Крхликар. Ракометарката на Гепинген. 3 во Франција, 2 во Германија во Гепинген, 1 во Вардар
Лазович и една во будучност десното крило Ирман. Блокира шутот на Георгиевска. Лазович, Јеричек. Остана Шон во нападот. Лазович избори за чиста позиција, но шутираше крај голот. Беше под прекршок, нема да има повеќе од 9 метри. Јовановска ќе се врати во одбраната на местото на Гакидова. Одамна помина полого време, дури 15 години од последната пресметка меѓу Македонија и Словенија, не вклучувајќи она предвадена во Марибор, и Македонија никогаш не загубила во трите меча против словенките тука во Скопје, во Кали, има едно реми, првиот меѓу 7 голи и потоа две победи, но тоа беа некои други генерации. Ако така гледаме, Македонија е многу поуспешни во настапите купни на големите надпреварувања, има 10, Словенија 8, и подобри пласмани има Македонија на европските и на светските првенства од словенките. Например, има 7 место и на европско првенство, 7 и на светско. 9 на континенталните шампионати, 8 на мундијалите имаат словенките, кои чекаат 6 години за да играат на европско првенство, а дури 9 за да бидат на некој мундијал. Нашата репрезентација последен пат играше на европското првенство во Србија 2012 година. Георгиевска. Единаесетта минута, словенките водат со 5:3. Ова фаза на почетокот на мечот во Словенија во Марибор, противничките веќе има убава предност, победоносна. Се отвори простор, чиста акција и нормално нема да пробаше Ристовска. Нејзин втор гол. 4-5. 3 од овие 4 крила нашата репрезентација постигна, од овие 4 гола нашата репрезентација постигна од крилните позиции. Еднаш реализираше Ливринич од средината. Петриња. Ова одиграно, меѓутоа е првата интервенција на Серафимовска. Одлично со Крхликар во дуел 1-1. Македонија има напад за изравнување. Задржана е Ливринич. Ракометарката на Металург, една од поискусните, а има 23 години. Јас очека нашите ракометарки Гакидова. Стојановска. Се прави простор за Георгиевска, Ливринич. Тешка позиција, блокирана уште еднаш Георгиевска, Шон, Кркликар. Меѓутоа стигна таму да ја сопре ова полуконтра Стојановска, да видиме има ли можност за брза транзиција. Стојановска има 9 метри, иако словенчките ракометарки бараат пробивање, но удри во Лазович Стојановска, но турната од Крхликар која ќе оди 2 минути назад. Еве можност за нашата репрезентација не само да изравни, туку и можеби прв пат да победа воопшто во дуелите против Словенија. Повторно во игра се враќа Керамичиева. Сега на местото на Ливринич. Саздовска. Георгиевска, уште една техничка грешка, непотребно, од премногу далеку беше и наивно тоа додавање за Сара Ристовска, можеше уште малку да сврти оваа топка, евентуално да се обидеме со Гакидова нешто. Нешто сега подлабока нашата зона. Мавсар, Ирман, Јеричек, Лазович. Добро функционира сега нашата одбрана. Некој свиреше од публиката, разастана ракометарките на Словенија, крената раката на судиите од Австрија. Затоа Ирман имаше простор, не отиде до крај, мислеше дека е нешто судено.
Лазович шутира крај голот. Реагира сега словенскиот селектор Брегар кај делегатот од Босна и Херцеговина, меѓутоа Македонија користи ракометарка повеќе на вистинска акција. Јовановска остана до крај, еве го незиниот прв погодок воопшто во овие квалификации, но таа игра главно во одбраната, истрча транзиција како што е потребно со оглед на тоа дека нашите ракометарки има и играч плюс и еве во 15-тата минута израмнување. Јеричек. Грешка на Јеричек. Добро играме сега во одбрана. Веќе полово време Македонија нема примено гол. Врза 2. Има уште 5 секунди и ракометарка повеќе. Малку поназад додавање за Ристовска. Словенките се комплетни и сега нема потреба се брза, тоа го покажува Керамичиева. За да биде направена и замената Јовановска да излезе на нејзино место Гакидова. Гледате каков е и поинаков пристапот и воопшто играта на нашите ракометарки и резултатот е 5:5, а прито имавме и 3 загубени, лесно загубени топки. На одбраната функционира одлично. Керамичиева. Георгиевска, Саздовска. Крената раката на судиите, украдена топка. Меѓутоа пресилно е тоа за Мавсар. Лазович Мавсар, догодина ќе бидат тандем во Вардар. Овој пат неуспешни. Ете кога малку ќе бидат притиснати словенките, за разлика кога беа опуштени на домашниот меч, овој пат и тие принудени да грешат. И тие веќе направија 3 или 4 технички грешки. По овој време немаме примено гол, што е одлично. Можност Македонија да направи серија од 3:0. Стојановска, Георгиевска, го чекаме незиниот прв гол. Керамичиева, повторно подадена топка. Мавсар, Шон, убава акција, ќе ја завршува Мавсар, со чекаа судиите. Голот ќе важи, но безпотребно Керамичиева ќе добие директен црвен картон. Позицијата беше чиста. За гол по строгите правила тоа е така, иако мислам дека ќе беше доволно исклучување од 2 минути. Јасно дека Керамичиева денеска игра лош надпревар, 3 пати им подари чисти контри на противничките и многу бргу уште во 16-тата минута го завршува мечот со црвен картон. Директен и тоа. Да го забележим и првиот погодок на Мавсар. Требаше да остави Керамичиева да ја завршува и така беше во чиста позиција Мавсар, вака остануваме без ротација на таа позиција на која сега ќе треба да помага Стојановска, штета што не погодува. Одлична беше ситуацијата, не стигна, а не велат судиите дека треба да изведе голманката Маринчек. Нејзина втора интервенција. Повлечена е Лазович. На нејзино место со број 6 на Грос, ракометарката на Мец. Што значи дека таа ќе одри како централен бек на позицијата десен. Ке игра Петриња без класичен десен бек или ракометарка што шутира со левата рака. Се сега словенките, но имаат играчка повеќе. Шон шутираше крос, иако имаше кркликар сама на линијата од 6 метри. Во секој случај одлична втора интервенција на Серафимовска. Се троши времето. Ристевска, Георгиевска, Стојановска. Име дали по исклучувањето на Керамичиева, Симесиновски ќе ја користи Јовановска и во нападот. Жол картон за Мавсар. Ракометарка плюс имаат уште 10 секунди словенките и затоа Мавсар излегува на Георгиевска.
Стојановска прави блок за Георгиевска, од тешка позиција, повторно блокирана. Ниту една ситуација да шутира чисто Георгиевска. Шон. Јеричек прави пробивање Шон, има ли можност за контра? Не. Нема потреба се брзо, особено што Македонија е комплетна. Ливринич. Георгиевска. Гакидова. Не, тоа е Јовановска. Сега ќе биде повлечена, ќе влезе Гакидова. Одлично играат нашите ракометарки пред се во одбраната и затоа мал број примени, но вистина и постигнати голови, но ова е сосема поинаков меч во ова време во Марибор. Словенките веќе се ближија до 10 гола предност. Ливринич. Убаво Гакидова турната. Ливринич. Добро функционира, нема простор да се шутне низ одбраната 6-0, но Ливринич не погодува над блокот. Маринчек, трета одбрана. Јеричек постигна 4 гола од првите 5 на Словенија. Поваран е тајмаут на словеничката купа, одиме со реклама. Посакуваш да трае? Земи VIP Prepaid, надополнувај и доби до 1000 денари бонус во следните 10 месеци и користи го до кога сакаш и за што сакаш. Активирај со SMS Star на 1454. Повеќе за вас. VIP. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. VIP, официјален партнер на македонскиот ракомет. Да се подисплаши како ќе падне Крхлика, погледнува ако судиите, немало контакт за најстрога казна, ново промашување на Крхлика, на Македонија во позиција да израмни. Очигледно еден ваков меч со побавен, со помал број голови им одговора повеќе на нашите ракометарки. Повлечена е Георгиевска, сите незини обиди беа блокирани, во игра е сега Белевска, во игра со број 22 и Николич на местото на Гакидова. Како кружен напаѓач, Ливринич се обија до крај, добро задржано од Лазович. Стојановска, само во Маринчек, четврта незина интервенција, меѓутоа таму одлично Николич успеа да украде топка, невнимателни во одбраната на Словенија, таму Шон Јеричек. Ливринич, Белевска, требаше да има блок за неа за да шутира. Стојановска, Белевска од потешка позиција, ја разбранија нашите ракометарки. Маринчек собра веќе 5 интервенции, не дека беа некои опасни шутеви, но ја одржуваат во ритам. И повторно со Гроз без Лазович ќе игра Словенија. Не може да се договорат словенките што да играат. Мавсар од тешка позиција и го постигнува својот втор гол.